Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе размислуваме на тема можеме ли на друг начин да знаеме за постоењето на Бог. Многу луѓе не веруваат во Бог, скептични се и затоа им треба и докази. Ова тема сум ја зборувал повеќе пати. Еве сега повторно, а за некој што се нови во верата или што се атеисти со намера да слушнат и нешто друго. Како можеме да знаеме дека Бог постои? Има ли Бог? Може ли тоа во суштина да биде идеја за Бог измислена од човештвото, од самиот човек? Не можеме да го видиме Бог, тоа е факт, нито пак да го слушнеме неговиот глас. Не може да се докаже со некоја математичка формула. Кога веќе е така, како можеме да сме сигурни во неговото постоење? Бог има насекаде отпечатоци на неговите прсти. Библијата не се занимава со аргументи за постоењето на Бог. Тоа е исклучено. Туку таа јасно и децидно потврдува дека тој постои. Во самиот почеток се вели во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Веднаш Бог е тука, тој е присутен. Но за многумина тоа не е доволно, бидејќи имаат сомнеш и во самата Библија. Еве неколку аргументи кои јасно кажуваат за постоењето на Бог. Прво, космолошки аргумент. Зборот космологија доаѓа од старогрчкиот збор космос. Тоа е наука за природните закони и нивната функционалност. Космолошкиот аргумент тврди дека мора да има доволна причина или причина за настанокот на Вселената или на космосот. Човечкиот ум функционира според логиката и му вели за секое создадено нешто дека постои создадел или причина. Затоа мора да има некоја правобитна причина за постоењето на светот. Така е логиката скроена. Таа причина, според нас, според Библијата, е Бог. Тоа се вика космолошки аргумент. Вредноста на космолошкиот аргумент лежи во докажување дека Вселената е предизвик од нешто или некој што е поголем од неа. Например, во Псалм 19:1 стих таму вели: небесата ја раскажуваат Божјата слава и небесниот свод го навестува делото на неговите раце. Потоа имаме телеолошки аргумент. Тоа не е теолошки, наука за Бог, туку телеолошки аргумент. А што значи тоа? Ако постои Бог кој е причинител за постоењето на Вселената, тогаш каков е тој Бог? Сега, телеолошкиот аргумент се занимава со прашањето дали Бог е рационална причина. Телеолошкиот аргумент доаѓа од старогрчкиот збор телос, што значи цел или крај. Тоа значи, секое нешто има своја цел и свој крај. Сите создадени нешта имаат крајна цел и ништо не е безцелно. Ако ја погледнеме безкрајноста на Вселената и нејзиниот ред и хармонија, тогаш не можеме да бидеме рамнодушни и да се убедуваме дека сето тоа е случајно. Не може да постои поезија без поет. Не може да има музика без музичар. И не може да има дизајн без дизајнер. Библиските писатели го гледаат Бог како дизајнер на целиот космос, сета Вселена, се што е создадено. Например, со часовникот. Пример ќе земам со часовникот. Тоа е стар пример, но доста ефективен. Часовникот е составен од повеќе делчиња и секој дел има своја намена. Едно без друго не може. А целта му е да го покажува времето. Никој не би рекол дека сам се создал. Дури намерно да тврдиш дека часовникот сам се создал, секој ќе каже дека тоа е глупавост. Прво, часовникот има свој дизајнер, изумител. Второ, тој е создаден со цел, да ни го покажува времето. Ние со помош на разумот даваме заклучок дека часовникот има свој творец. Иеко никогаш не сме го виделе изумителот, творецот, и како успел да го направи. Гледаме мудрост, разум, се. Тоа докажува дека и Вселената кога ја гледаме со сите закони и функционалности,
заклучуваме на телеолошки начин дека навистина Бог постои. Трето, антрополошки аргумент. Што е тоа? Антрополошкиот аргумент е аргумент за човештвото. Можеме да научиме нешто за Бог и неговото постоење од начинот на кој ние сме создадени. Човечкиот род. Например, човечките битија се рационални и логични, што е одраз на некој создател, што е со исти карактеристики. Секој човек чувствува потреба да се поклони на нешто што е поголемо од самиот него. Викот на псалмистот е вик на целото човештво. Тој вели: жедна е мојата душа за Бог, за живиот Бог. О, кога ќе дојдам и кога ќе го гледам Божјото лице. Тоа е запишено во Псалм 42, вториот стих. Што значи човештвото има потреба од среќа, да ја угаси својата жед кога е несреќен и така натаму. Вредноста на овој аргумент е во тоа што човекот има потреба од љубов, од сакање и сака да ја сподели со некого таа љубов и таа среќа. Тој има потреба да се поклонува и да обожува. Токму тоа, Бог го создал човекот за негова цел и лично за него. Како четврто имаме морален аргумент. Што значи пак тоа? Моралниот аргумент не наведува да мислиме дека мора да постои Бог и да дадеме отчет или одговорност за правилното и погрешното. Секој човек без разлика во која култура живее, има некои морални стандарди по кои се раководи. Човечките животи се уредуваат со концепции на правилно и погрешно. Човештвото има морални стандарди и затоа што Создателот ги всадил во нас. Ова нешто точно укажува на постоењето на Бог. Библијата вели: зашто кога народите, се мисли на сите народи кои немаат закон, се мисли на оној закон што Бог им го даде на евреите, тие го исполнуваат по природа она што законот го бара. Тогаш тие се немајќи закон, сами за себе закон, и покажуваат дека делото на законот е напишено во нивните срца, зашто сведочат и нивната совест и нивните мисли, што меѓусебно се обвинуваат или се бранат. Тоа го вели Павле во Римјаните 2 глава 14 и 15 стих. Совеста на секој човек му кажува што е правилно, што е погрешно. Дали таа се почитува или не, тоа е друго прашање. Совеста сведочи дека има правилно и неправилно. Законодавецот Бог ги вметнал овие закони во нас и по тоа сме уверени дека тој постои. Вредноста на тој аргумент лежи во тоа што знаеме дека тој постои и дека постои совршен стандард по кој се мериме и обстојуваме како такви луѓе. Како петто имаме или општо универзално верување за постоењето на семокниот Бог. По тоа знаеме дека тој постои. Што значи тоа општо универзално верување за постоењето на семокност? Верувањето на постоење на некоја семокност е широко распространето низ целиот свет. Се чини дека сите општества имаат предвид за некоја поголема сила што без многу размислување ја признаваат. Без разлика колку е сурово или софистицирано општеството, човештвото има потреба да верува во некоја поголема сила од него. Многу луѓе со кои сум разговарал ми велат: има некоја сила, виша сила. Само не знаеме каква е таа сила. Дури ако се најде некој општество без религиозно убедување, што нема такво општество, сепак тоа нема да го намали неговото уверување дека изнад човекот има некоја сила. Универзалното сведоштво е дека човечките битија се религиозни и веруваат во сила изнад нив. Од каде доаѓа ваквата потреба? Бог преку своите созданија, преку се што гледаме, живо му сведочи на секој човек дека постои огромна сила. Кога ќе го погледнеш сонцето, месечината, се што те обкружува на оваа земја, не можеш да кажеш дека тоа е случајно. Иако човештвото е грешно, тоа може да ги уочи Божите прсти или раце и да каже дека постои разумна сила, согласно запишаното од перото на апостол Павле.
па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила и божество можат да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите. Па така, луѓето немаат изговор. Тоа го вели Павле во Римјаните 1 глава 20 стих. Вредноста на овој аргумент лежи во универзалната прифатеност дека човештвото има потреба од идеја за Бог и не само од идеја, туку од факт дека тој постои. Имаме како шесто биолошки аргумент. Што значи тоа биолошки аргумент? Биолошкиот аргумент е аргумент од природата на самиот живот. Општата вистина ја тврди и науката, дека само од животот доаѓа живот. Ништо не произлегува од тоа што не е живо. Животот произлегува од извор на живот, а тоа е Бог. Тука не треба многу да се аргументира, бидејќи факт е дека животот е од живот. Исус вели, јас сум патот, вистината и животот. Преку Исус е создаден и животот. Како седмо имаме онтолошки аргумент. Овој аргумент, наречен онтолошки, се смета важен во докажување дека Бог постои и тој се заснова на идејата за совршено битие. Бог е поголем од тоа што човекот може да го замисли и се поаѓа од тоа дека тој е изнад нашата реалност. Всушност, тој аргумент се заснова ни на ништо, односно, заснова на априори, на размислувањето дека Бог постои. Например, еден теолог по име Анселмо во 11 век овој концепт за постоењето на Бог го објаснил со овие зборови. Ништо што е поголемо не може да се замисли. Тоа што не може да се замисли е Бог. Ако човекот размислува за совршено битие, тогаш зошто не би постоело во реалноста? Зошто ако тоа не би постоело, тој не би можел ни да го замисли. Самата замисла за такво битие дава на знаење дека тој постои. Постојат и такви верници, и тоа вистински, кои не се ни обидуваат да им ги докажуваат овие аргументи. Сметајќи дека ако не веруваат во Божјата објава во Библијата, тие не би се убедиле ниту со било какви други аргументи. Арно, ама, мнозина се обратиле докажувајќи со аргументи дека Бог постои. На некој научник му треба аргументи за да поверува. И добро е и тие да се кажуваат, но не се основни за вера во Бог. Сметаат дека гревот го има помрачено човечкиот ум и тој нема капацитет да го разбере тоа. И како осмо, последно, имаме библиолошки аргумент. Библијата го открива Божјото постоење. Од првите страници на Библијата до последните постојано се провлекуваат зборовите "Така зборува Господ". Во неа се опишани Божјите откровенија на луѓе кои ги примиле откровенијата и ги запишувале. Сите што пишувале книги, Библијата, пишувале под водство на Светиот Дух, инспирирани од самиот Бог преку Светиот Дух. И ниедно пророштво кажано во оваа Библија не е сопствено кажување на пророкот. Сите биле инспирирани од самиот Бог. Тоа е она библиолошки аргумент за да веруваме дека навистина Бог постои. Оваа Библија е напишана од околу 40 писатели, во различни временски периоди, во различни култури. И на крајот сите тие 66 книги зборуваат за еден автор, а тоа е Бог. И како заклучок, постоењето на Бог не е ирационално прифаќање. Сите овие аргументи покажуваат дека човекот е Божјо создание и не може да се одвои од неговата природна средина за која е создаден. Бог сепак на крајот одлучи да не се објави лично преку неговиот син Исус Христос кој дојде во човечко тело. Тој вели, јас излегов и дојдов од Бог. Тоа е запишено во Јован 8 глава 42 стих. Верувањето во Бог е морална одговорност на секој човек. Дали ти ќе веруваш во Бог или не, тоа е твоја одговорност, но знај, Бог постои. Амин.